Вечерва во фојето на Домот за култура Марко Цепенков во Прилеп се одржа завршниот настав на проектот Прилеп градот народен херој за време на НОП, на кој што беа промовирани 360 виртуелни прошетки и документарни видеа за Меморијалниот музеј Кузман Јосифовски Питу, Меморијалниот музеј 11 октомври 1941 и Спомен паркот на револуцијата. Исто така, настанот беше збогатен со изложба на фотографии од овие историски објекти. Имено во самиот повик на владата беа наведени областите кои што се поддржуваат со повикот, меѓу кои што беа наведени дека ќе се поддржуваат активности поврзани со историски настани кои што се однесуваат на државноста, независноста и развојот на нашата држава. Меѓу тие активности беше наведена и народно-слободителната борба. Па од тука, имајќи го предвид тоа дека Прилеп е единствениот град во нашата држава кој што го има добиено највисокото признание, орден град народен херој, тоа за нас беше дополнителен поттик и мотивација да организираме и реализираме еден ваков проект. Денес на завршниот настан на проектот ќе бидат промовирани 360 виртуелните прошетки и документарните филмови кои што се изработија за Меморијалниот музеј Кузман Јосифовски Питу, за Меморијалниот музеј 11 октомври 1941 и за паркот на револуцијата и могилата на непобедените. Денешниот настан е збогатен и со изложба на 50 фотографии од овие историски објекти. Изложбата на фотографии ќе биде достапна за пошироката јавност во наредните 10 дена, додека пак останатиот фото и видео материјал кој што се изработи во рамките на проектот ќе биде достапен на официјалната веб страна од Националната установа Завод и музеј Прилеп. Со самото имплементирање на овој проект се збогати фото и видео промоцијата на историското наследство на општина Прилеп, како и туристичката промоција, а се во насока на поддршка на локалниот економски развој на општина Прилеп. Според организаторите, основната цел на проектот била промовирање на историското наследство на општина Прилеп од времето на НОП, преку користење на иновативни промотивни алатки. Преку проектот се сака да се постигне и поголема туристичка промоција и поддршка на локалниот економски развој на Прилеп, како и поголема промоција на музеите. Има изработено исто и 50 фотографии на истата тема, што се авторски фотографии, не се превземани од нигдека. Исто и во филмовите да кажам дека нема никако превземање од други места, материјалот е лично баш на фан продукција. 3D-то виртуелните тури 360 ги изработи Димер Истески, заедно со Мери Бошковска. И овој проект е за да помогне за промовирање повеќе на тие музеи и на паркот, да влезе на туристичката карта. Заедно со турите од 360 исто влегува на Google Maps, за да можат секој кој што сака да може да направи на виртуелна тура по музеите. Проектот е поддржан од владата во рамки на програмата 30 години независност на Македонија, а е имплементиран од фан продукција.